Благо покачување на каматните стапки кое ќе биде минимално и постепено. Вака дел од банкарите најавуваат дека ќе реагираат деловните банки, откако вчера Народната банка реши да ја зголеми основната каматна стапка. Покачувањето од 0,25% поени од 4 на 4,25% за нив не е изненадување, туку очекуван потек по сигналот на Европската централна банка која го направи тоа претходно. 2026 is again a year of Зголемувањето на каматните стапки преку банките ќе биде многу постепено, бидејќи ние сме овде да ја поддржиме домашната економија и треба тоа да го направиме на многу контролиран и одржлив начин. Ќе ги наблюдуваме ефектите. Тензиите на Блискиот Исток предизвикаа неизвестност и предпазливост врз економиите, а имаа негативно влијание и врз банките како кредитори на инвестициите на населението и бизнисот. Банкарите велат дека засега инфлацијата е зголемена, но контролирана, а нивната цел е да ја поддржат локалната економија и во време на криза. increases in interest rates through the banks will be 2026 е година на висока неизвестност и висока конкурентност. Имаме нов развој на настаните што треба да се следи. Ефектите не се многу силни врз македонската економија и инфлацијата е контролирана. Задоволни сме од нашите квартални резултати, но знаеме дека треба да направиме поголем напор во следните квартали за да ја задржиме позицијата. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески рече дека во услови на пораст на цените подобро е да има зголемени каматни стапки отколку зголемена инфлација. Затегнувањето на монетарната политика обично е сигнал до деловните банки да ги поскапат депозитите и кредитите, како би се намалило кредитирањето и повлекле парите од оптек. Македонија регистрира инфлација од 4,8% во мај на годишно ниво.